Сојузот на стопански комори на Македонија денеска излезе со 3 предлози за насока на намалување на загадувањето на воздухот. И тоа заедничка акција на приватниот и јавниот сектор за побрза замена на старите возила со нови електрични, итно справување со дивите депонии и промовирање на стандардот за пасивни куќи, кај кој потрошувачката на енергија за грејење се намалува за 90%. За разлика од европските држави, каде се бележи пораст на продажбата на електрични возила, во Македонија од почетокот на 2018 година до октомври се купени само 48 електрични возила, што е многу мала бројка. Причините за малата продажба и употреба на овој тип автомобили, според Сојузот на стопански комори, се цените на овие автомобили, но и недоволно развиената инфраструктура и инсталирани полначи. Покрај субвенционирањето, што владата го најави за купување на вакви автомобили, од Сојузот на стопански комори предлагаат да се субвенционира и купувањето на батерии и делови за овие возила, како и да се разгледа можноста за бесплатни патарини и паркинзи и ослободување од царинските давачки при увоз на вакви автомобили. Во однос на дивите депонии, Сојузот на стопански комори предлага да се користат новите технологии од типот дронови и да се снима теренот за полесно откривање и справување со овој проблем.